20 јуни, денеска е ден на градежните работници. Слушнавме во Времепловот. Градежните теми ни се актуелни и во изминатиот период и во овој сега актуелен период. Велиме добро утро за професор доктор Горан Марковски, кој е декан на Градежниот факултет во Скопје. Добро утро, благодарам на поканата. Поканата е по повод Скопското асеизмичко лето 2023. Ке ни кажете што е Скопско асеизмичко лето? Да. Па со оглед на тоа што оваа година се навршуваат 60 години од Скопскиот земјотрес, три институции, високообразовни институции и научни институции од Универзитетот Свети Кирил и Методи, Градежниот факултет, Архитектонскиот факултет и Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, во соработка со Друштвото на градежни конструктори на Македонија, го одбележуваат овој настан, годишнината од овој настан со низа активности кои се поврзани со пред се квалитетот на градење, со земјотресите како појави и во оваа недела, односно на 22 за 2 дена од денес, ќе се на Градежниот факултет ќе се одржи меѓународна тематска конференција наречена 4S или на англиски 4S, односно за Скопје, односно тие 4S се Скопје, Summer, Seismicity и Stop. Така да целта е да ја инициираме, односно да ја популаризираме и нагласиме важноста на квалитетната градба како единствен одбранен механизам од земјотресите. Донесовте неколку книги кои што се однесуваат на земјотресот 63-та, Скопје катастрофа, обнова искуство, од Коле Јордановски. Може да ја видиме оваа книга. Во кадарот, како вие, градежните работници, сите вие сте градежни работници, нели, кои што учествувате во оваа сфера, како вие се присеќате на тој 26 јули 63-та 5:17 по локално време? Се обидувате ли да им го пренесете тоа на студентите, да го врежете во нивните мемории, во нивното знаење, со оглед на тоа дека тие се последниот филтер од факултетот, веќе одат на работа и тие ќе бидат идните градители на тоа што ќе го имаме тука? Пред да продолжам да им го честитам празникот, или да си го честитам празникот на градежните работници, на оние кои создаваат вистински и трајни дела и ја градат иднината и на нас, и на луѓето, и на државите, и генерално на цивилизациите. Секако, постојат настани кои остануваат длабоко врежани во меморијата на луѓето и тоа резот е толку длабок што тој продира и до ткивото на многу идни генерации. Нема уште многу живи сведоци на Скопскиот земјотрес, односно луѓе кои во детали се сеќаваат на она што се случило во тој ден, и тоа кобно утро, меѓутоа свеста за опасноста што ја носи ова појава природна се пренесува од генерација во генерација. И тоа не смееме да го заборавиме и ни служи како еден траен подсетник и треба да ни служи како еден траен подсетник да не правиме импровизации во градењето, да го зголемуваме знаењето постојано, да бидеме одговорни кон струката, одговорни кон градењето, за да такви катастрофи не ни се повторат. Кој се ќе биде вклучен во Скопско асеизмичко лето од чинителите во градежништвото, кај нас ги кажавте институциите, меѓутоа како ќе се обидете да им го пренесете тоа што треба да се каже на оние кои што треба да го слушнат? Да, имаме повикани предавачи како од Македонија, од Градежниот факултет, така и од странство, релевантни професори, истражувачи и луѓе кои работат во области поврзани со градежништвото, со нови технологии, нови методи кои се применуваат во светот за заштита од земјотресите. Имаме еден истакнат професор Полат Гулак од Турција, кој ќе говори за причините и последиците од оние последни катастрофални потреси во Турција. А инаку повикани се сите градежни конструктори во Македонија,
нема никакви котизации, значи без никакви финансиски обврски, повикани се сите наши студенти, така да сакаме да имаме масовност и оваа тема да биде што поприсутна во нашето окружување. Пред да дојдат, пред да видите колкава ќе биде бројката, заинтересирани ли се студентите вака од првите контакти за вакви настани, бидејќи сте во директна комуникација? Па да, секако. Сакаат ли да се усовршува? Секако, видите, ова е наједноставен начин за усовршување. Да одите некаде во странство на некој меѓународен собир, тоа изискува доста финансиски средства. Време, а и средства. Патување, сместување и ред други работи. И плаќање котизации, тоа не е за нашиот стандард, не е едноставен предизвик. Затоа носењето на релевантни луѓе од надвор, стручни лица, овозможува да поширок аудиториум ги чуе сите новости, светски новости во рамките на струката. Така да студентите со задоволство ќе бидат присутни, верувам, на овој настан и не само тоа, дел од студентите се вклучени и во самата организација, така да ние без нив не можеме и заедно патуваме, чекориме напред. Го споменавте и бизнис факторот, конструкторите во нашата земја сакаат ли тие да има подобро образование во градежништвото, сакаат ли тие да црпат кадри од КАјВАС, од архитектонскиот и од градежниот факултет, пред се заинтересирани ли се тие да помогнат и да бидат присутни, па до некој степен и тие да се доедуцираат, доинформираат, да речеме, од ваквите? Огромен е интересот на компаниите за вработување на млади, се разбира, што подобри кадри, секој сака во своите редови да има што поголем квалитет. И ние сме постојано под притисок од компаниите да им предложуваме туку што завршени студенти за да ги вработат, затоа што едноставно нивната иднина не може да се предпостави без млад кадар кој ќе може да се вклучи во процесите на проектирање, надзор, изведба и така натаму. И имаме поддршка, впрочем, подготвуваме заеднички една нова програма која ќе започне наскоро на градежниот факултет, а тоа е стручно да усовршување на веќе завршени и вработени инженери во области кои што се за нив интересни и во области во кои што веќе почнале да работат, за да преку одредени дополнителни курсеви, не многу долги, побрзо го добијат нивото кој ќе им овозможи да бидат поквалитетни во работата и во крајна линија побрзо да дојдат до повисока заработувачка. Зборувавме и во вашето минато гостување кое беше неодамна тука по повод издавањето на вашата книга. Зборувавме за тоа колку младите во Македонија се заинтересирани за ова образование. Споредивме со бројките некогаш и сега. Еве, годината е тука, завршија матурантите, уписи на факултетите и слично. Колку сте сега задоволни во овој период од годината, од одзивот, од она што се случува? Уписите се во август, така да сега сме... Не, добро, на прагот се, август ќе дојде сега, да. Со нетрпение и трема го очекуваме уписот. Ние направивме и правиме кампања, впрочем и сите овие мои гостувања се надевам дека ќе придонесат малку и за подигнување на свеста и информираноста и кај младите и кај нивните родители за важноста на оваа струка и се надевам дека ќе имаме поголема бројка и поголем интерес во однос на што го имавме претходната година. Затоа што го повторам тоа секогаш. Не може држава да обстои без сопствен потенцијал од градежни инженери. Еве гледаме што се случува во природата, не опоменува природата, не опоменува 63-та, сме се освестили, сме научиле лекцијата и не смееме и овие нови лекции нови опомени кои ни ги сега испраќа природата преку сите овие временски непогоди кои се случуваат, мораме да ги сватиме сериозно, а без добар кадар не можеме да се одбраниме. Една поранешна доктрина велеше дека ако сами не си создадеме, нема никој да ни даде квалитетен кадар и дека најдобриот продукт е домашниот продукт, да се надеваме дека тоа ќе се врати во свеста. Генерално зборувам за луѓето кај нас. Кажавте дека природата не опоменува, сигурен ли е град Скопје?
Град Скопје од што дали е сигурен? Па од она што му се случи многу одамна. Многу посигурен, отколку што бил 63-та година. Не можам да речем дека е 100% сигурен, впрочем 100% на сигурност, односно нула ризик, скоро и да не постои никаде во светот. Ако не друго, само заради тоа што се уште имаме стари објекти кои се користат, кои биле изградени пред Скопскиот земјотрес, без регулатива за нивно проектирање и на сеизмички влијанија. Понатаму имаме нешто што ни се провлекува во последниве 30 на години, а тоа се оние масовни доградби, надградби на стари чувствителни објекти. Пак ќе кажам, многу сме посигурни од 63-та, но никогаш не треба да престанеме да го подигаме нивото на сигурност. Стравот ја чува куќата, така вели една поговорка. Македонија, поплави, мостови, тоа се темите кои што не окупираат овие денови. Мостот Беласица е неизбежна тема, меѓутоа и надојдените води и пролетни дождови во овој период од годината создаваат проблеми кај другите кревки мостови низ Републиката, прекината е на некои места сообраќајот, прекината е циркулацијата на населението, се отежнува животот. Колку оваа природна појава и колку овој период од годината треба уште еднаш да не опоменат за тоа како треба да се однесуваме со она што го градиме? Да, очигледно не опоменува. Се случува нешто што одамна се нема случено, не само кај нас, во целиот регион, па и многу пошироко. Дали се тоа некои временски циклуси за кои што човековиот живот е прекус за да може да му се повторат во текот на животот, но во секој случај мораме да промениме начини на проектирање, мораме да ги менуваме стандардите врз основа на она што сега ни се покажува, мораме многу поголемо внимание да посветиме на одржување на објектите. Тоа е според мене најчувствителното прашање. Имаме објекти кои што се од животно значење за државата, како што се брани, како што се цевководи, системи за наводнување, како што се речни корита, уредување нивно, мостовски конструкции без кои што може да ни се прекинат одредени сообраќајни правци. Одржувањето е тема на која што мораме да посветиме внимание од повеќе аспекти. И од финансиски планирање, но секако и од човечки потенцијал. Мислам дека тука еден дел од прекубројната администрација за која што постојано говориме, треба може да се едуцира и да се насочи кон постојано одржување на ваквите објекти. Дали некој, обично се вели дека теоретичарите да си ја држат теоријата, додека практичарите да работат во пракса. Дали некој ја прашува фелата кога се создаваат грандиозни дела, кога се создаваат дела битни за животот на една држава? Дали некој доаѓа да се посоветува? Дали некого го интересира што оние кои што ги продуцираат кадрите мислат за таквите проекти? Па нека биде тоа и само совет, нека не го применат, меѓутоа нека биде и само совет. Вклучени ли се теоретичарите, професорите, наставниот кадар во Македонија во глобалните процеси на градежништво кај нас? Да, во мала држава како Македонија многу е тешко да и професор остане само теоретичар. Толку е потенцијалот човечки мал да едноставно и професорите се вклучени и во праксата. И сега зависи од случај до случај. Некога сме навистина консултирани, и тоа вистински консултирани, и се слуша нашиот збор. Понекога што од причини кои за мене се непознати, тоа се пренебрегнува, не се почитува или деумно се почитува, но наша задача е да говориме секогаш во име на струката, во име на знаењето, без разлика што политиката мисли или какви одлуки ќе носи. Тогаш инженерството ќе си го зафати она битно место во општеството и нема да имаме, јас би нарекол инженерска проституција, значи продавање на своето знаење и стручност заради некакви пошироки интереси. Само така ќе бидеме и пополезни за општеството. А на крајот ќе го сумираме во разговор со уште еден повик до сите оние кои што сакате и кои што треба да бидат вклучени во Скопско сеизмичко лето, уште еднаш да им илустрираме со зборови, а потоа вие и таму на лице место, нели, колку е тоа значајно за нив? Апсолутно, многу значајно. Присуството
на вакви настани, слушањето на нови информации, нови технологии, средба со колеги, разговор, диалог, сигурно во тие диалози има и стручни теми, е од огромно значење за напредокот на инженерскиот кадар. Најлошо од се е инженерот да се затвори во канцеларија, да не комуницира со никого и да остане на оние знаења кои ги стекнал на факултетот. Тоа води кон назадување. Значи не е дури ни стоење во место, тоа е назадување. За напредок потребно е човек да слуша од подобрите во себе, од еднаквите со себе, за да види каде е и што е она на што треба да посвети внимание за да биде подобар. Не е срамно да се слуша некој кој што е од фелата, нели? Па макар и да не е точно тоа што ќе го слушне, ако мисли дека не е точно. Апсолутно, не само срамно, туку е потребно, неопходно е потребно да се разменат искуства. Комуникацијата е основната карактеристика на човекот која што не разликува од останатите суштества. Да, се уште се надевам, да. Благодариме, тоа беше Горан Марковски, професор доктор Горан Марковски, декан на Градежниот факултет, тема нова гостување Скопско асизмичко лето. Ние додадовме наставка 2023, чисто колку да има рима, да биде интересно. Благодариме што бевте гости на ова утро. Значи уште еднаш почитувани во рамките на серијата активности насловени како Скопско асизмичко лето, кој Градежниот факултет во Скопје во коорганизација со Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Архитектонски факултет во Скопје и UNDP ги организира во насока на одбележување на 60 годишнината од Скопскиот земјотрес. Ве покануваме да учествувате на еднодневната тематска конференција 4S Скопје Самер се измислити стоп, која ќе се одржи на 22 јуни 2023 година во зградата на Градежниот факултет. Ова е повик од институциите, образовните, оние кои што се од оваа фела, кои што се од оваа сфера на екзистирање во Македонија би требало да бидат таму.